Почитувани, добро вечер. Започнува специјалното отворено студио на Канал 5 посветено на локалните избори. Од сега почнуваме, ќе траеме се претпоставам до полноќ, односно се додека пристигнуваат информациите, резултатите, меѓутоа и излезноста. Ово отворено студио го замислиме со неколку блокови на дебати и на интервјуа, меѓутоа организиравме и специјален аналитички центар на Канал 5, каде што во реално време ќе се објавуваат резултатите од овие локални избори. Што се однесува до делот околу дебата, да ги најавам секако ред најпрво гостите. Тоа во првиот блок се Иво Рангеловиќ, Сафет Бишевац и Петар Арцовски, потоа во вториот блок некаде околу 21 часот Софија Куновска, Самуил Малчевски и Никола Пановски, и во третиот блок, кога претпоставувам дека ќе ги имаме и првите неофицијални резултати, Љупчо Зиков, Мирјана Најчевска и Ивона Талевска. Во другиот дел на студиото е колегата Гоце Михајловски, кој што ќе има специјално издание на само интервју, па да чуеме, Гоце, кои се твоите планови за вечер? Добро вечер, Александар, и од мене, и за тебе, и за гледачите. Се разбира, очекуваме возбудлива вечер, во која ќе имам веројатно и многу изненадувања. Некој ќе се радува, некој веројатно ќе биде разочаран. Како и да е, ние сме подготвени да ги сочекаме резултатите. Нашите екипи се на терен, но да подсетиме дека се уште трае гласањето, уште 15 на минути, затоа не можеме да ги вклучиме се уште нашите репортери кои се на терен, а поради тие причини не можам ни јас да ти ги кажам моите гости, но еве можам да откриам дека тоа ќе бидат високи представници на најголемата партија на власт и најголемата партија во опозиција. Да ги очекуваме меѓу твоите блокови, значи некаде по 20 часот е првиот гостин, околу 21:30 е вториот гостин, а на крајот вечерта ќе затвориме со Есат Рахич. Тој е поранешен пратеник кој важи за добар познавач и аналитичар на изборните процеси. Очекуваме со него да ја завршиме ова анализа вечерва, но како и да е, сега за сега најважно ќе биде како ќе стигаат резултатите. Така, Гоце, ќе го делиме цела вечер практично нашето студио, меѓутоа со нас е и колегата Јован Ѓорѓовски, кој што вечерва има специјален аналитички центар кој што ќе се занимава со резултатите на изборите, практично со една интерактивна мапа од Државната изборна комисија, ќе ни ја презентира излезноста, меѓутоа и првичните резултати. Јован, кои се последните информации што се однесува секако до излезноста? Александар, како што каже Гоце, очекуваме интересна вечер. Последните резултати кои што ги соопшти Државната изборна комисија до 17 часот и 20 минути се дека излезеноста е 39,88%, 1% помалку од пред 4 години според податоците за истиот временски период до 17 часот. Сепак не се обработени се уште сите гласачки места, 99% се изработени. Од тоа што досега го знаеме, најмала излезност имаме во центар Жупа, или 19,15%, и практично мапата само покажува каде се потемна сината боја, таму има поголема излезност, како Чашка, например, 65,50% новаци, 65,75%. Очекуваме интересна вечер, очекуваме да се менува оваа мапа, секако во 19 часот се затвараат избирачките места, како што и понатаму во вечерта ќе излегуваат и првичните резултати, така и да се менува и мапата со поинакви бои. Сите избори имаат генерално висока излезност. Може ли да речеме во неколку минути според овие информации сега што ги имаме, да речеме ние најголеми општини што се, најмногу бројни, каква е излезноста? Може да земеме Куманово, например. Во Куманово до 17 часот имаме 35,16% излезност. Во споредба со од пред 4 години до 19 часот излезноста била 48,99%. Еве ќе земеме и Битола како пример. 38,63%, можеме и скопските дел од скопските општини, еве Киселавода, 39,37%. Во суштина сите горе доле го следат трендот на државно ниво, 39,32%. Еве аеродром како општина. Секако понатаму во текот на вечерта за 10 минути затвараат избирачките места, како што ќе има резултати, така оваа боја ќе се менува, повеќе нема да биде во светлосина или во темносина, туку ќе ги има боите на политичките партии. Ние ќе анализираме понатаму и ќе споредуваме со претходните години каква била и резултатите на излезност. Ова не се први избори што ги покриваме. Кога можеме да ги очекуваме, односно граѓаните кога може да ги очекуваат првите неофицијални резултати, односно каква е процедурата сега по затварањето на општинските места, што се случува со гласачките ливчиња, колку време треба, ајде да речеме првично да се обработат, барем дел од нив? Ова се и на некој вид и еден вид на посебни локални избори, бидејќи за прв пат имаме толку кандидати за советници, но и за градоначалници, имаме и гласачки ливчиња од по половина метро, така да
очекувањата се за околу 1 час од 19 часот да ги имаме и некои првични резултати во текот на ноќта за дел од општините, особено за помалите места, но секако Државната изборна комисија официјалните резултати ќе ги соопштат за 24 часа. Тоа е едно од убавините на дигиталната технологија, односно брзината на обработка на податоците. Очекуваме како што ќе се ажурираат податоците, така да се менува оваа мапа, секако ние ќе информираме, ќе известуваме и ќе споредуваме какви биле резултатите со од пред 4 години, каде има можеби некакви изненадувања, каде има можеби некаков Каде ќе пресуд, имаме втор круг, може каде нема да има втор круг, да. Да, Јован, ти благодарам, остануваш тука во текот на целата вечер, драго ми е, можам да го поканам и првиот гостин за вечерва, господинот Ивор Ангеловиќ. Добро вечер. Благодарам што ја прифативте поканата. Еве слушнавме барем излезноста до 17 часот е нешто помала во споредба со минатите локални избори. Ајде се уште неколку минути сме во изборен мок, треба да внимаваме да не споменуваме политичари и политички партии, меѓутоа каков индикатор ова може да биде? На кој му одговара, а на кој не? Па генерално сметам дека ќе дојде до некој просек на излезност до она што било во изминативе години, но она што мора да го потенцираме е дека ова е сосема една нереална слика за излезноста, бидејќи избирачкиот список и натаму не е прочистен, односно во моментов имаме поголемо гласачко тело од што имаме граѓани во држава согласно последниот попис. Така што процентуално би дошло многу ова повеќе, односно излезноста би била многу поголема доколку имаме реален избирачки список. Не би можел да шпекулирам кому ова повеќе му одговара, да се надеваме дека овој пат и независните и третите опции малку повеќе ќе добијат на тежина при резултатите, бидејќи она дихотомија или она ВМРО-СДСМ веќе 30 и кусур години, сметам дека до сега барем се им одговараше и мала и голема излезност, бидејќи ја како што велам, ние 34 години немаме избори. Буквално само партии рековме дека не спомнуваме до 19. Кај мене е веќе после 19. Да, во ред споминавте дека има лица кои што не живеат или се подчинети на избирачките списоци. Еве јас ќе се земам право како ваш репортер при остварувањето на моето гласачко право, додека се барав на листата, видов лица кои што за жал повеќе не се живе, односно дека не видат тој избирачки список прочистен до крај. Имаше некакви анализи кои што се правеа, тоа е дека помала излезност повеќе би им одговарало на поголемите партии. Дали има некаква логика тука? Па логиката е тука, да, таа е јасна, бидејќи најчесто неутралните гласачи, оние кои се влезени во некој момент на апатија од се она што се случувало, често тие се луѓето кои не излегуваат или доколку излезат сепак не им ја даваат поддршката на поголемите партии во државава. Додека големите партии пак имаат своевидна база, како што ја викаме, на гласачи, која неретко, односно не често се менува, до некаде и фиксна, неколку стотини илјади гласови имате во секој момент кај големиве партии и тука они не може многу што да придобијат, ниту пак нивните програми, ниту нивните кампањи не се однесуваат на гласачкото тело во нивната база, што е навистина жално и сметам дека таквото нешто би можело да се промени евентуално со голема излезност, со некакво си казнување под знаци на навод од страна на некои неутрални, на некои апатични гласачи кои не практикуваат да излегуваат од X причини. Сметам дека моќта токму на општеството, на заедницата е во тие гласови. Значи како да се мобилизираат овие луѓе да излезат и да изгласаат макар за било кого. Значи според вас сега партиите не беа успешни во таа идеја да се мобилизираат што повеќе гласачи, бидејќи некои вереле, барем тоа што се случуваше да речеме во Скопје, дека ќе има поголема излезност. Некои такви очекувања, некои повела дека сосема реално во што се случува, има причина зашто е тоа така. Па јас сметам дека е реално затоа што нереален е процентот на излезност, сепак е ова нели како што напоменав на почетокот поголемо од она што го гледаме сега, кога би имале нели реален избирачки список. Тоа едната работа и втората работа сметам дека овој пат можеби и ако ќе се дозволам да кажам резултатската известност допринесува за тоа да луѓето го сметаат својот глас како релевантен. Затоа што сепак имаме каква таква известност, нели, на барем јас така мислам, на резултативи и во тој случај секој еден гласач, особено овие кои не практикуваат да излегуваат, се вели што ако излезам кога мојот глас нема да промени ништо. И тоа често го гледаме во Скопје и скопските општини. Може би сме и најголеми жртви, не знам, на локалните самоуправи во изминативе неколку децении или пак најевидентно е ѓубрето, загадениот воздух и сето тоа може би во Скопје и скопските општини. Добро, ајде велите дека има општини каде што се апатични луѓето, меѓутоа гледаме дека во Чаир и во Тетово излезноста е нешто повисока.
од тоа што е просек, да речеме, за другиот дел на државата? Сметам дека Чаир има сериозна битка и сериозна партиска мобилизација од двете страни, така што не ме изненадува. Истото се случува, би рекол, и во Тетово, каде што мобилизацијата на тие граѓани е и тоа како потикната од најголемите албански партии таму. Од таму тоа е, мислам, мотивот за релативно големата излезност таму, но не е некакво си политичко созревање или, не знам, реализација на своето демократско право на граѓаните во тие делови од држава. Барем од нешто ако можеме да бидеме задоволни, тоа е што е лошите демократски лекции од минатото, кога изборните циклуси беа редовно придружени со огромен број нерегуларности, па имавме и вооружени пресметки, не знам што. Во тој поглед еволуиравме, имавме едни релативно мирни избори без некои поголеми потреси. Дали очекувате исто така да биде и во следниот круг, кој ќе биде, да речеме, малце политички потензично? Добро, да, секогаш вториот круг е таков како што и самите рековте, потензичен. Меѓутоа, да се надеваме дека политичката зрелост не е стасала и дека таа е причината поради која овој пат немавме толку инциденти. Ипак, сепак сум задоволен од целава ситуација, што само неколку изолирани инциденти што имаше, генерално е добра сликата и покажуваме дека сме спремни за едни фери демократски избори. Не сакам да верувам дека таа резултатска известност која напоменав е причинител за тоа што е денеска толку мирно. Да, ќе видиме. Ред е да му посекаме добро вечер и на Петар Расовски. Александар, здраво, волшебно се појави. Волшебно се појави, да, индискретно ви благодарам што прифативте поканата. Вие важите за еден од нашите најценити политички аналитичари, претпоставам дека побарувачката за Петар Расовски вечерва беше голема. Денес е лента точно и од Сабајли и последва. Да, во ред. Се уште сме уште 6 минути во изборен мок, така што нели разговараме генерално околу изгледноста, околу како што помина целиот процес. Колегата Јован Ѓорѓовски кажа како е изгледноста до 17 часот, тоа е нешто помала во споредба со минатите локални избори. Дали е тоа некаков индикатор за нешто или се уште рано да се прават вакви анализи? Не е индикатор за ништо. Затоа што излезноста е помала во рамки на така наречена статистичка грешка, тоа е 2 до 3%, што е нормална намалена излезност во ситуација кога имаме помалку присутни луѓе. И кога има помал интерес во некои места за гласање, бидејќи сметам дека можеби и ние со толку објавени анкети, можеби направивме луѓето да помислат дека работата е завршена пред да се излезе на гласање. И можеби тоа било како што ќе одиме да гласаме, се веќе јасно. Веќе анкетите се демократски лекции од минатото, кога изборните циклуси беа редовно придружени со огромен број нерегуларности, па имавме и вооружени пресметки, не знам што. Во тој поглед еволуиравме, имавме едни релативно мирни избори без некои поголеми потреси. Дали очекувате исто така да биде и во следниот круг, кој ќе биде, да речеме, малце политички потензично? Добро, да, секогаш вториот круг е таков како што и самите рековте, потензичен. Меѓутоа, да се надеваме дека политичката зрелост не е стасала и дека таа е причината поради која овој пат немавме толку инциденти. Ипак, сепак сум задоволен од целава ситуација, што само неколку изолирани инциденти што имаше, генерално е добра сликата и покажуваме дека сме спремни за едни фери демократски избори. Не сакам да верувам дека таа резултатска известност која напоменав е причинител за тоа што е денеска толку мирно. Да, ќе видиме. Ред е да му посекаме добро вечер и на Петар Расовски. Александар, здраво, волшебно се појави. Волшебно се појави, да, индискретно ви благодарам што прифативте поканата. Вие важите за еден од нашите најценити политички аналитичари, претпоставам дека побарувачката за Петар Расовски вечерва беше голема. Денес е лента точно и од Сабајли и последва. Да, во ред. Се уште сме уште 6 минути во изборен мок, така што нели разговараме генерално околу изгледноста, околу како што помина целиот процес. Колегата Јован Ѓорѓовски кажа како е изгледноста до 17 часот, тоа е нешто помала во споредба со минатите локални избори. Дали е тоа некаков индикатор за нешто или се уште рано да се прават вакви анализи? Не е индикатор за ништо. Затоа што излезноста е помала во рамки на така наречена статистичка грешка, тоа е 2 до 3%, што е нормална намалена излезност во ситуација кога имаме помалку присутни луѓе. И кога има помал интерес во некои места за гласање, бидејќи сметам дека можеби и ние со толку објавени анкети, можеби направивме луѓето да помислат дека работата е завршена пред да се излезе на гласање. И можеби тоа било како што ќе одиме да гласаме, се веќе јасно. Веќе анкетите се покажа, тоа може да е втора работа, иако по бројките што ги гледаме за излезност на страницата на Државната изборна комисија, изгледа дека онаму каде е тесна борбата, излезноста е повисока од минатиот пат. Тоа се сите критични општини каде што е тесна битката, додека кај оние кои изгледа дека е предетерминирана ситуацијата, излезноста е
малку помала. Се приклучувам на тоа дека имавме релативно пристоен изборен ден. Што е за пофалба сега? Па види, за пофалба би требало да се подразбира, не е Се некако подразбира, меѓутоа мислам дека ќе најде вакви мали победи кои успешни Така мирни е. избори треба да ги пофалиме. така е, бидејќи па и на самите локални избори главната борба беше дали ќе не го собере ѓубрето и дали кој ќе отвориме славина, навистина ќе потече вода. Така што сме го спуштиле малку нивото, но и во рамки на тоа супер е што имавме релативно мирен изборен ден, се разбира со исклучок на овие мали инциденти кои се појавија. Во меѓувреме излезноста е мерам во нормални рамки на претходната, малку помала од претходната, иако треба да се почека на крај. Знаете како во периодот помеѓу 18 и 30 кога Државната изборна комисија ги објавува последните резултати и 19 часот стигаат и оние места кои претходно не ги броел. Така што тогаш најчесто се зголемува излезноста повеќе бидејќи се добројуваат гласови. Господинот Ангелов имаше теза и јас лично имав можност да го видам тоа дека избирачкиот список барем во мојата општина каде што гласав не беше до крај исчистен бидејќи кога ме бара таму на личното видов луѓе кои што за жал повеќе не се живи. И вели тој дека една од причината зашто имаме ваква помала излезност е недоволната прочистеност на избирачкиот список. Дали ова, ако е така, на ниво на република, дали на било кој начин може да ги компрометира изборите? Или Би можело да ги компрометира изборите само онаму каде процентот на излезноста влијае на резултатите. А тоа е за избор на градоначалник во првиот крг. Ние имаме за избор на градоначалник во првиот круг имаме два услова. Едниот е за да се смета некој за избран градоначалник, тој треба да освои повеќе од половина од излезените гласови, што значи повеќе него сите други кандидати заедно. И излезноста треба да биде не помала од 30%. Ако некаде имате драстична разлика помеѓу избирачкиот список и реалниот број на луѓе кои живеат во таа општина, тогаш тоа може да влијае на тоа некој да не може да биде избран во првиот круг, кој може би заслужувал да биде избран во првиот круг. Но не гледам дека излезноста и бројот на резултатите се проблем во било која општина. Дополнително, најголемиот проблем со избирачкиот список, извини, нема е што проблем, ние на нема. избирачкиот список водиме 1.800.000 луѓе. Тоа се избирачкиот список е список на сите граѓани на Република Северна Македонија кои имаат право на глас. А тоа е многу различно од бројот на луѓето кои се физички присутни. Македонија има излезност од околу 70-75%. Само што е тоа 50% во однос на сите кои се запишани избирачкиот список. Инаку од тие кои се присутни излезноста е многу висока. значи порано Рете добро вечер да сапе пришаваш. И ти волшебно се појави. Ја комплетиравме екипата за првиот блок. Благодарам што прифативте поканата и исто прашање за вас. Една оценка, уште 2 минути изборен молк, не спомнувам уште 2 минути политичари, политички. Мислам дека треба да почнеме од тоа што во суштина е по мене најважно. Тоа е дека Македонија демократски расте. Овој ден е може да се нарече апсолутно демократски во духот на гласањето. Велат празник на демократијата. Па треба да е. Кај нас за жал доскоро не беше тоа случај, но секој изборен циклус како што одиме практично и условите и атмосферата и ако сакате напнатоста се одвива во некој правец во кој значи директна политичка борба без насилство и така натаму што не беше случај пред некоја година. Значи прво го изволи тоа. Второ, мислам дека процентот на граѓани кои излегоа до сега и кој отприлика ист како што тоа беа на прошлите локални избори. Малце помалку така. Па добро, али отприлика е Арцовски викани значително помалце на ниво на статистичка. Први треба да пречекаме до 19 часот. Знаете, има еден период на гласањето меѓу 18 и 19 каде што секогаш се создава некаква гужва. Има многу луѓе кои чекаат последен момент да излезат на гласање, па да видиме, но како и да е, таа излезност не е радикално помала, туку е некаде во тие рамки и тоа мислам дека ја покажува заинтересираноста на граѓаните за она што ќе им се случува во наредните 4 години во нивните места на живење. Трето, мислам дека треба да се одбележи дека кампањата беше релативно мирна, можеби на моменти досадна за некои, очекува поинаку, но јас мислам дека се одвиваше се во некои рамки кои треба како општество и како држава да ги очекуваме.
локалните избори не можат секогаш да бидат исклучиво на локална тема, тоа не е случај никаде во светот. Толку многу локални проблеми имаме што сите очекуваат дека сега ќе биде првот. Александар, значи, иако се локални, тие сепак имаат значење кој ќе се одрази на она што ќе ни се случува во државата во наредните 4 години, така да има една димензија на важност на национално ниво. И оттаму, веројатно и лидерите на политичките партии и коалициите ја користат таа прилика за да ги упатат тие пораки што се однесува до националното ниво на Се извинувам, ќе државата. ве прекинам бидејќи според сценариот треба да кажеме дека точно 19 часот дека заврши првиот круг од локалните избори и во овој момент во живо од избирачко место во Чаир ја вклучуваме колешката Маја Стојановска. Маја, што се случува таму, како протече денеска денот и дали се затвори избирачкото место на кое што се наоѓаш ти? Александар, во секој момент овде треба да започнат да се затвараат овие врати зад мене, со тоа практично, како што кажа и ти, да заврши гласањето и првиот круг од локалните избори. Ние се наоѓаме во едно од гласачките места во Скопската населба Чаир, каде што практично слободно можам да кажам дека помеѓу населението постоеше најголема загриженост за евентуални инциденти, меѓутоа во оние разговори кои што ги имавме денеска овде со членовите на изборната комисија, тие ни кажаа дека тука денот поминал сосема нормално, гласањето нели се течало во најдобар ред и изборите се одржиле во еден демократски дух. Секако ќе започнат да се бројат и официјално гласовите, откако својот глас ќе го дадат и лицата кои што до 19 часот се затекнале во самата зграда, односно во самата просторија за гласање, пошто нели гласовите ќе започнат да се бројат. Од праксата од изминатите години, од изминатите избори, би требало ДИК да излезе со оние првични резултати, односно првичен пресек од резултатите некаде за час и половина до 2 часа. Ако немаш други прашања, Александар, тоа би било се за сега од овде. Благодарам, Маја, за сите овие информации, за явувањата во текот на целиот ден. Сега многу малци информации имаме, сега ќе имаме изгледност до 19 часот, немаме многу што се вика новинарски месо за анализа. Колку резултатите од овие локални избори, какви да бидат, може да бидат индикатор за некои други политички процеси, се споменува многу често и локални избори, тоа неколку пати го на определен индиректен начин го најави премиерот, така му се разбра неговата порака, потоа се дообјаснуваше. Дали мислите дека, еве да речеме, ако има промена на во тоа колку луѓе за која партија гласат, може да има нека политичка дестабилизација во однос на стабилноста на владата? Па се разбира дека има, иако лично сметам дека не би требало да има, но кај нас се има своја поврзаност. Дури за време на локалните избори, целите кампањи години наназад, не овој пат често знаат партиите да излезат од своите ингеренции во тие кампањи и да се повикаат на некоја си тема од централната политика. Така што сметам дека и тоа како има, бидејќи според мене пресечниот гласач во Македонија кога излегува на локални избори гласа пред се за партијата, одошто за индивидуата која е кандидат за градоначалник. Не секогаш, но многу често, особено оние кои се веќе партиски определени. И сметам дека тоа е исклучително погрешно. Јас пред неколку дена бев во една емисија, мислам дека бев со вас Сарцовски, не можам да се седам точно, меѓутоа имаше неколку прашања анкетирани во една скопска општина, каде што луѓето масовно се изразиле дека не се задоволни од градоначалникот, дека не сметаа дека општината оди во прав правец, но на прашањето за кого ќе гласаат, апсолутно за истиот. Тоа е се што треба. Тоа е се што треба да знаете за локалните избори во Македонија. Ние сме едно општество кое сме... Добро, претпоставам тоа не е правило, исклучок ова што го зборувате. Или па јас сметам дека не е исклучок. Да, бидејќи ние како заедница сме нетолерантни на различности и на промена, бидејќи доколку не сте задоволен од тоа што ви се случува во општината, природно е да изгласате промена. Таа е некоја логика. А вие ако не сте задоволни понатаму гласате за истиот кандидат или истата партија, тогаш вие тргувате со вашиот глас, се подценувате, ја подценувате вашата гласачка моќ, така што тоа е нешто најпоразително што може да го доживее една држава, а ние тоа го живееме доста години, затоа сме таму докаде што сме. И со општините, и со се останато. Благодарам дека граѓаните не знаат како да си ја донесат промената која што сакаат да ја видат, или на што се должи? Има малку разлика помеѓу гласање за градоначалник и гласање за советничка листа. Традиционално гласачите се поподготвени да експериментираат со советничката листа одnosno со градоначалникот. За градоначалникот сметаат дека
тоа е едно етаблирано мислење дека е важно да биде од партија која има сила, најчесто поврзана со централната власт, видите, ние гледаме дека поради недостатокот на фискална децентрализација суштинска на општините, многу работи во општините зависат сепак од централната власт. Веќе неколку пати централната власт ги влади општините, еднаш им подари 50 милиони евра, им отпиша долг, сега 250 милиони евра за инвестиции и така натаму. И тоа е една од причините зошто гласачите се врзуваат за тековните градоначалници, особено кога се од партија која е на власт. Второ, гласачите тешко менуваат. Треба да сте само пристоен градоначалник, многу е тешко да го сменат мислењето. И трето, мислам дека појавувањето на многу анкети релативно ја етаблираше ситуацијата и многу голем само ја етаблираше постојната политичка. Така да кажеш дека политичките партии овие анкети ги употребија во склоп на кампањата или секако видите анкетите влијаат на гласачкото тело. Не можат треба ептен да ги измислите анкетите за да влијаат на еден или на друг начин, но ја етаблираат постојната перцепција. И да не заборавиме дека сепак локалните избори се одвиваат во еден вкупен политички амбиент во кој една партија води многу, една партија изгуби на претходните парламентарни избори, тие се одвиваат под тој политички чадар. Така што сето тоа заедно прави гласачите да се всушност заробени гласачи. Тие се незадоволни, но лојални. Да, добро, благодарам. Да ги најавам и колешките Јана Јосифовска, која што се наоѓа во штабот на ВМРО ДПМН, Ивана Стојановска во штабот на СДСМ. Можеме да чуеме најнапред од Јана Јосифовска како е атмосферата во штабот на ВМРО ДПМН 5 минути по затварањето на избирачките места. Јана, повели. Ти благодарам, Александар. Се уште е тука мирно, меѓутоа може да се каже дека пред централното седиште на ВМРО ДПМН се подготвуваат веќе за прослава. Има секако наместено и бима и ечи музика на видео бим, така што позитивна е атмосферата, симпатизерите и членството од она што можам да го забележам тука од терен, полека се собираат во централното седиште на партијата. Исто така, генералната нивна оценка е дека денот поминал во фер и демократска атмосфера. Им се заблагодарија на граѓаните што излегле на гласање. Сите детали по конкретни и првични прелиминарни резултати ќе слушнеме за околу 15 на минути, односно во 7 часот и 20 минути е закажана пресконференција на Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМН. Ни најавија дека ќе ги соопштат првичните впечатоци и оценка. Инаку прогнозите од ВМРО ДПМН како изминатиот период, оние анализи нивни и очекување се убедлива победа, како што кажа и претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски претходно. Очекуваат од 45 до 50 градоначалнички места, а за советнички листи очекуваат од 350.000 до 360.000 гласови, барем според прогнозите на Мицкоски и на неговата партија. Но како што споменав, во очекување сме на пресод на Тимчо Муцунски со првичната оценка и првичните прелиминарни резултати од гласањето на локалните избори. Секако ќе го пренесуваме и во живо пресод, подосна се вклучуваме со нови детали. Тоа е се за сега од тука. Јана, ти благодарам, како што најави, ќе се вклучиме во живо во изјавата, односно пресконференцијата на Тимчо Муцунски. Сега одиме во штабот на СДСМ. Ивана Стојановска е тамо. Ивана, каква е атмосферата? Александар, она што можам да го кажам како прва информација од овде, дека овде во штабот на СДСМ атмосферата е тивка, односно нема некое големо раздвижување. Овде во пресцентарот, каде што сме сместени ние, каде што се вклучуваме во моментот, освен новинарските екипи, не се присутни членови на оваа партија. Оние информации кои што ги добивме од овде, од кои што не брифираа од партијата, се дека првата пресконференција на која ќе бидат соопштени и прелиминарните резултати, односно оценката на изборниот дел, меѓутоа и некои првични информации околу гласањето, односно преброените гласови, ќе биде во 20 часот и 30 минути. Немам информација кој ќе ја држи оваа пресконференција, бидејќи, како што кажав, овде во пресцентарот на СДСМ се присутни само медиумите. Она што можам да го кажам е дека лидерот на социјалдемократите, Венко Филипче, е присутен, односно е дојден овде во партијата. Можевме да забележиме и дека други членови од партијата веќе доаѓаат овде во партиското седиште.
Меѓу нив има нели секако и само членови, има и пратеници во собранието. Можам да кажам дека забележавме и советничката, односно носителката на советничката листа за град Скопје, Катерина Цаневска, како што реков првата пресконференција во 20 часот и 30 минути во однос на тоа што очекуваат овде од оваа партија, барем по она што можеме да го судиме од изјавите што претходно ги има одовде лидерот Филипче и останатите нели членови од партијата, се дека тие не сакаат да даваат некои прогнози околу тоа колку градоначалнички места евентуално би освоиле, но она што можевме да го слушнеме од митинзите е дека тие понудиле нели искусни и кредибилни и честни кандидати и дека очекуваат, ако не друго, барем подобар резултат од претходните избори, односно од минатогодишните двојни избори кои што беа парламентарни и председателски. Ова се за сега сите информации што ги имаме од овде, секако со подетални и повеќе информации ќе се вклучуваме и понатаму во ова отворено студио. Ивана, ти благодарам за сите информации. Значи, за околу 1 час и 20 на минути од сега е најавена и првата пресконференција во штабот на СДСМ. Пред да продолжиме со дебатата, на кратко до колегата Јован Ѓорѓовски, неговиот аналитички центар. Јован, сакаме да влеземе малце во анализа за тоа каква е изгледноста во Чаир и во Тетово. Повторам, до 17 часот имаме само излезеност, чекаме нови податоци од Државната изборна комисија за излезеноста до 19 часот, но тоа што го имаме до 17 часот во Чаир 45,66% излезеност, доста висока излезеност. Слична е ситуацијата и во Сарај 48,01%, значи речиси 50%. Висока излезеност има и во Тетово 41,50%, но не е таква ситуацијата, например, во Гостивар, каде излезеноста е 28,02 или во Боговиње, во Врапчиште 20,94. Практично од сите останати општини од овој западен дел, доста ниска излезност на државата, каде што голем број од населението се етнички албанци, доста ниска излезеност, за разлика од, ќе повторам, Чаир, Сарај и Тетово, каде имаме по 41, 45 или 48% на излезеност. Јован, ти благодарам за информација. Господине Бишеваc, мислам дека вреди да ги анализираме. Вреди. Генерално во западниот дел на Македонија помал излезеност, меѓутоа во оние две општини Чаир и Тетово кои што ги анализиравме многу пати тука како клучни за тие кој ќе победи во условно кажано албанскиот политички блок, има поголема излезеност за разлика од другите општини. Каков индикатор е ова? Па дека освојањето на Тетово и Чаир всушност треба да биде пораката кој е побукен во албанскиот политички кампус. Тоа се бастиони, поранешни бастиони на ДУИ, и во овој момент таа битка практично е мерење на сили на оние кои доаѓаат и на оние кои биле 20 на години на власт и кои веќе сега се соочуваат со една ситуација која значи излегување на избори од позиција на опозиција. Тие до сега настапуваа како дел од централната власт и резултатите Зошто е тоа различно во реалноста? Предпоставам во нормална земја тоа би било потполно сеедно, што е кај нас различно. Добро, ние, знаете, јас генерално имам една забелешка за сите нас. Секогаш за нашата држава велиме дека всушност не е нормална држава. Јас не се согласувам. Македонија не е многу поразлична од она што се случува во останатите земји, не само на она што денеска го викаат Западен Балкан, односно екс-Југославија плюс Албанија, туку во многу случаи овие работи се повторуваат секаде. Она што другите го имаат како предност е дел од она што го зборуваше Пеѓа, дека тие своето незадоволство од начинот на кој градоначалникот управува со нивната заедница со градот, не го базираат на својот политички бекграунд или политичката определба за која гласа на националните избори, туку тргнува од она што мене треба да ми се смени во животот, да ми биде полесно, поубаво, почисто и така натаму и така натаму. Значи, јас не мислам дека Македонија на тој план се разликува многу
Но мораме да признаеме дека уникатноста на која функционира нашиот политички систем го нема на други места и во други држави, освен можеби делумно во Босна, каде што поинаку се мерат тие работи. Босна се гласа на 100 Така, на милион нивоа. Но битката за Чаир и Тетово е и со многу символика. Затоа велам. И не мислам дека оправо е Иво која вели дека може би можело да влие, но дека најверојатно нема да влие на она што ќе се случува на национално ниво, затоа што владачката коалиција предводена од ВМРО-ДПМН има сериозно мнозинство во парламентот. Она што и фали е Бадинтер во собранието, што е еден од клучните механизми со кои дои практично ги диктира политичките процеси во државата. Ги кочи или ги се договара кога тоа не им одговара, но е алатка која дефинитивно сериозно се користи во нивното политичко дејствување на терен. Тоа значи дека се извинувам што ја прекинам, велите дека не е ништо поразлично на Македонија, меѓутоа во овој момент велите дека политичка партија реков дека постоиме уникатно. Да, имаме една уникатен дел каде што за своји партиски цели кочи можеби процеси кои што се многу важни за сите граѓани, вклучувајќи ги нивните гласачи. И токму тие и таа партија која ќе го бара гласот вели дека ние сме за Европа, ние го сакаме тој пат и така натаму, кога ќе ги слушате, тие се најголемите европјани во оваа држава. Но кога ќе ги вратите во реалноста, ќе видите дека со такво однесување и злоупотребата на Бадинтер по мене, во многу случаеви, злоупотребата на Бадинтер, е нешто што го покажува нивното вистинско лице. Значи, не велам дека дуи не треба да се бори за власт. Значи, тоа апсолутно е. Не зборуваме за методите кои што се користат. Не велам дека треба, но не сум сигурен дека дуи може и треба да ги злоупотребува сите механизми кои ќе значат кочење на она што ќе се случува на државно ниво. Да, го работиме најтешкиот дел од емисијата, која што имаме стварно минимални информации, единствено излезено до 17 часот, меѓутоа колку се најавува дека многу политички процеси ќе се случуваат после завршувањето на локалните избори и тука нешто и на надворешна политика, некои инфраструктурни проекти големи ќе се прават. Дали може, што го зборуваше тоа и Бишевац, партиите да влезат меѓу себе, да се обезбеди Бадинтер со некоја претјутна коалиција, некој партиски договор, за да може да се откочат некакви процеси? Гледате уште во емисијава, дигаме раце од се што треба да биде локална политика и повторно се враќаме на централната бидејќи дека добиеме првите резултати ќе се вратиме. Но да, се разбира дека како што кажа и Бишевац на почетокот, сите локални избори имаат своевидна реперкусија врз централното владење, како што и самиот премиер најави за очекување некаква реконфигурација во владата и така натаму. Сметам дека многу ќе зависи европскиот фактор, односно факторот меѓународна заедница и притисокот кој би се вршил или не би се вршил после овие избори. Во тој правец би се однесувала и владата со потенцијално ново реконфигурирање на коалицијата, не само на владени представници и сето тоа, па можеби некои предвремени парламентарни избори кои мене во моментов во ниту една варијанта не ми звучат за логични, иако се многу нели најавувани во јавноста. И експлоатирани како тема се последниот време, последнава Да, недела. навистина не ја гледам логиката, без разлика на резултатската известност и што и да се случи вечерва со тие резултати, бидејќи не мислам дека на предвремени избори владачкото мнозинство би можело да биде еднакво или поголемо од ова што е сега. И доколку е тоа така или доколку така наложува стратегијата на владата, тоа не би требало да трчаат на избори. И би завршил со тоа само една кратка реплика, ако може, за Бишевац во делот на тоа дали сме различни или не со останатите, да речеме, граѓаните на Европа или светот. Сметам дека една голема разлика има што гласачот на Балканот, па може и конкретно во Македонија, кога оди на локални избори, ако е партиски одреден, најчесто очекува за компензација да добие некаков интерес. Дали е тоа работно место, тендер за себе, за фамилијата и така натаму. Не сум видел тука гласач да излезе и да побра од сопствената партија за која гласа, почист воздух да го исчисти ѓубрето. На прв план иде личниот интерес. Тоа не разликува, може би не со Србија, Бугарија, Босна и не знам кој, меѓутоа со добар дел од светот. Значи, зрелоста на демократијата не мислам дека сме ја разбрале. Така држава не бидува. Значи, ние мора да бараме промена. Ако со нешто, ќе повторам, не сме задоволни,
би требало логично да промениме без разлика за која партија сме. Или гласате за партијата. Па мислам дека тоа ќе го деломно тоа се преслика случува. вечерва. Ако сакаме да го регистрираме, бројот на независните листи, на независните кандидати, особено во големите урбани места, Скопје, например, ја покажува таа граѓанска зрелост. Се согласувам. Тие веќе настапуваат со политики кои во суштина не се многу различни од она што го нудат големите политички партии. Сега и тие прво бараат чист воздух, но немате кандидат за градоначалник за Скопје, еве. Ние бараме, ќе треба да решенија да Сакам да кажам, тие го препознаваат проблемот. И тие го дишат истиот воздух на крајот на краиштата. И тие и нивните фамилии го дишат тој воздух. И тие можеби немаат директен проблем со јавниот сообраќај во градов. Но нивната околина дефинитивно го има тој проблем. Со нефункционирањето на јавната патичка надвор од Скопје малце и тој проблем се решава. Добро. Али ако не го користите јавниот сообраќај. Да, господин Арсовски, колку на листава има поголем број на независни кандидати се обединија, каков индикатор е тој за општеството дека полека се јавува, да речеме, некоја условно кажано трета опција, се мобилизира друго некое независно политичко тело или? Македонија подолго време, ако ја следите науката за политичка комуникологија и политички маркетинг, е пример од учебник за трета опција. Релативно статични мејнстрим партии се зборам прво за македонскиот блок. И во таа смисла би требало независни листи и трети партии да се појават полесно. Сепак, ние имаме веќе две партии кои се појавија во средината помеѓу тие две, тоа се Левица и Знам, кои условно речено го запоседнаа тој простор и се една чудна идеологија. Знам, губи дел од својот рейтинг заради учеството во владата, односно ВМРО-ДПМН го шмука, а Левица е една партија. Господин Арсовски, само се извинувам, одиме сега со слика директно во живо во штабот на ВМРО-ДПМН, Тимчо Моцунски, прва пресконференција. Дали сме подготвени? Ајде, нема проблем, кажете кога. Добро, ме слушате? Ме слушате, има звук или? Кога сте подготвени, ќе ми кажете за да почнеме. микрофон. Ме слушате, има звук или? Кога сте подготвени, ќе ми кажете за да почнеме.
Подготвени сме, може? Добра. Извинете, ама ви паѓа. Не може тука да го ставиме. Да. Океј, може. Почитувани, на прагот сме на голема победа на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Ке победиме во најголем дел од општините во државата. Денес Македонија имаше мирни и успешни избори, кои ги задоволуваат највисоките критериуми за демократски изборен процес. Може би најпримерните и најмирни избори во нашата понова историја. За тоа заслугата ја имаат пред се граѓаните на Македонија. Им благодариме на сите граѓани, на нивниот одзив, на нивната решителност, нивната одлучност и континуирана желба да ја наградат работата, проектите да бидат на вистинската страна. Очекуваме одличен изборен резултат и огромна победа, која ќе биде прослава на волјата на граѓаните, но и порака до сите оние кои ја влечат на дното на погрешната страна во целосна безидејност, без концепт и без визија. Македонија одлучи денес на тоа да стави крај. Некои информации кои говорат за известни нерегуларности и обвинувања кои треба да фрлат дамка на изборниот процес ги гледаме како стратегија на СДСМ и на нашите политички противници за барање алиби за изборниот пораз кој очигледно следи. Тоа е партија со многу проблеми, кои во периодот што следи ќе бидат нивниот главен камен на сопнување. И очекувано е таа партија конечно да почне да се реформира. Но, сакаме дека да ве увериме дека победата ќе биде чиста и јасна. И тоа значи за нас одговорност кој што не смееме да ја изневериме. Во наредниот период ќе известуваме за резултатите од гласањето. Повелете дали има Повелете доколку има прашања. Кои се првичните информации во кои градови води ВМРО ДПМН во моментот? Во овој момент е прерано да се зборува се уште за првични информации. Очекуваме веќе за период од половина час да ги добиваме истите, но тоа што можеме да ви го кажеме е дека очекуваме и повеќе гласови и повеќе градоначалници од локалните избори во 2021 година. А во споредба со парламентарните избори какви резултати очекувате на гласот? Локалните и парламентарните избори не можат да се споредат. Не само кај нас, туку било каде во светот, така да споредбата секако ќе се води по параметрите кои што ги имаме од последните локални избори во 2021 година. Има некои информации дека вашето членство го бойкотира ДЛК сами во Тетово, имате ли такви информации? Да следиме резултатите, кога ќе имаме по-конкретни резултати од било која трка во било која општина или во било кој град, тогаш ќе можеме конкретно да разговараме. Да, Тимчо Муцунски ја одржа првата пресконференција, кажа дека за половина час од сега ќе почнат да им стегнуваат првите резултати. Аналитичките центри на партиите до сега се покажа дека се малце побрзи од тие на Државната изборна комисија, барем во објавувањето на првичните резултати. Меѓутоа тоа што е важно и што имаше најголема комуникацијска вредност е што најави дека ВМРО ДПМН како што рече пред голема победа. Како може да ја протолкуваме оваа изјава? Видите, самата брзина на пресконференцијата покажува дека од штабот на ВМРО ДПМН веруваат во тоа што го зборуваат, дека направиле некоја проценка. По правило, тие што не им се допаѓаат резултатите, обично ги нема од малите екрани. Мислите дека веќе почнуваат да ги добиваат резултати? Сигурно. Видете, партиите имаат свој собствен систем на добивање резултати. Бидејќи имаат представници во сите избирачки одбори и имаат контролори и наблюдувачи безмалку во сите избирачки места, затоа побрзо ги добиваат резултатите од Државната изборна комисија, особено затоа што Државната изборна комисија чека печат, подпис на председател, формално тече процедурата и така, и затоа партиите се често побрзи. За гледачите исто така треба да кажеме дека
кога ќе се избројат над 35-37% од гласовите, веќе може да се верува на трендовите. Примерокот на изброените резултати веќе е таков што со висока доза на веројатност може да се предвиди крајниот резултат. До тогаш и гледате исто така и Муцунски е внимателен со прогнозите околу резултатите, освен за она што се изгледа за нив сигурно, а тоа е дека ќе имаат повеќе гласови нивните политички опоненти. Меѓутоа не рече победа, рече пред голема победа. Знаете како, до сега највисок, можеби за него е голема победа, највисок број гласови во историјата на локални избори за ВМРО ДПМН. Мислам дека не треба да очекуваме гласови како на парламентарните избори, бидејќи и ни излезноста не е таква, ни дистрибуцијата на политичката волја не е таква, но секако мислам дека со висока доза на веројатност треба да се очекува дека тие имаат висок резултат, повисок најверојатно од 2021. Добро, Рангеловиќ спомена дека по завршувањето на локалните избори најавено е, а тој така беше проветрување условно кажано на владата, колку резултатите на изборите ќе бидат катализатор на тој процес да се случи побрзо и подлабоко. Па самиот резултат не мислам дека ќе има директно влијание на тоа. Ако се случи она што го најавуваат анкетите, ВМРО ДПМН да биде огромен, убедлив победник да има огромен број градоначалнички места од 45 до 50, само по себе тоа не е она што ги натера владата и парламентот да одат. Сака да кажете, друга е математиката таму. Друга е математиката. Мислам дека лидерот на ВМРО ДПМН и председател на владата Христијан Мицковски најави дека меѓу редови дека дел од кадриве кои досега беа на одредени позиции не задоволија, туку не го даде својот максимум. Ајде, перформансите не биле такви како што можеби очекувал премиерот. Од прилика. И затоа мислам дека таков еден буст, таква една промена што е логична и нормална и секаде се случува, вие на одреден временски период да внесете свежа крв во владата, ќе се случи и овде. Мицковски има пред тоа да направи еден чекор, тоа е конгресот на партијата, каде што треба од собствената партија да добие практично амин за реформите за промените во владачката гарнитура и на позициите кои влијаат на она што ќе ни се случува во државата. Така да тоа за мене е тоа нормално. И ако сакате дури и очекувано. И веднаш потоа владата на Мицковски ќе има отворен фронт, практично ќе биде со апсолутна власт во оваа држава, бидејќи ќе имаат огромно множество градоначалници, тие го има и сега, но еве да речеме ќе го задржат ако не и изголемат. И со нов 4-годишен мандат. Така е, со нов 4-годишен мандат. Второ, имаат големо множество во парламентот и извршната, конкретната власт во министерствата и на позициите кои во јавни предпријатија големи и така натаму, ќе треба да тргнат од она што Мицковски го нарекува, ги поставивме темелите. Сега ќе треба да почне да се гради. Значи, народов постои едно не е разочарување, но мислам дека постоеше некакво поголемо очекување од она што владата до овој момент го испорача. Мицковски е свестен за тоа неколку пати го кажа и на митинзи. Но оправдувањето е она што го затекнале било во таква состојба што дури ни тие не очекувале дека ќе биде такво. Така да мислам дека процесот на почиње на градење на нешто што се вика нормална европска држава, што двајцата мои соговорници често и јас го користам, мислам дека допрва следува. Треба да се почне, првиот чекор ќе биде некакво решение креативно на она што значи во овој момент Кошница. Благодарам. Одиме сега со слика во живо директно во Државната изборна комисија пресконференција. Што представува 46,65% на излезност на ниво на целата држава. Само на почетокот, ради споредба со претходните локални избори во 2021 година, вкупниот одзив
на локалните избори во 2021, значи заклучно со 19 часот, изнесувал 49,98%. Само едно појаснување, како и на секој изборен процес, бидејќи гласањето завршува во 19 часот, а веднаш потоа избирачкиот одбор пристапува кон отворање на гласачките кутии и пребројување на гласачките ливчиња, не се објавува одзив заклучно со 19 часот и затоа појаснуваме дека последниот одзив кој го објавуваме е до 18:30 часот. Конечниот одзив на изборите ќе биде познат после полноќ, кога планираме да одржиме пресконференција за објавување на првичните неофицијални резултати добиени по електронски пат од секое избирачко место. И тогаш, кога ќе ги комплетираме резултатите, ќе биде соопштен крајниот, односно конечниот одзив, што значи од гласањето, од целокупното гласање, заклучно со 19 часот. Тоа е појаснувањето околу термините за објавување на одзивот. Конкретно ќе ги прочитаме најпрвин податоците за одзивот за град Скопје, односно за општините, 10 општини кои го сочинуваат градот Скопје. Генералниот одзив на ниво на град Скопје до 18:30 часот изнесува 46,64%, односно излезени граѓани кои го дале својот глас на ниво на град Скопје се 803.721 граѓанин, исто така, значи до 18:30 часот. Овие се податоци од обработени 3289 избирачки места или вкупно 94,67% обработени податоци од вкупниот број на избирачки места во градот Скопје. Конкретно за општините во градот Скопје. Општина Аеродром, излезност 45,57%, Бутел 49,71%, Гази Баба 41,97%, Ѓорче Петров 45,09%, Карпош 49,92%, Кисела Вода 46,25%, Сарај 55,20%, Центар 49,41%, Чаир 51,27% и општина Шуто Оризари 35,33%. Уште еднаш напоменувам, овој одзив е до 18:30 часот за овие општини што ги прочитав од градот Скопје. Поединечниот одзив во проценти по општини во Република Северна Македонија е следен. Општина Арачиново 48,21%, го прочитав во град Скопје. Општина Берово 57,78%, општина Битола 45,76%, Богданци 59,78%, Боговиње 36,40%, Босилово 47,87%, Бравеница 43,81%, Валандово 57,88%, Василево 51,18%, Вевчани 69,78%, Велес 40,06%, Виница 45,38%, Врапчиште 24,41%, Гевгелија 55,12%, Гостивар 32,38%, Градско 56,08%, Дебар 39,63%, Дебарца 62,04%, Делчево 50,81%, Демир Капија 66,51%, Демир Хисар 58,14%, Дојран 72,44%, Долнени 53,97%,
Желино 40-48, Зелениково 59-84, Зрновци 50-20, Илинден 51-91, Јегуновце 45-95, Кавадарци 53-33, Карбинци 62-02, Кичево 55-09, Конче 66-03, Кочани 41-31, Кратово 55-65, Крива Паланка 63-53, Кривогаштани 63-34, Крушево 65-60, Куманово 44-84, Липково 39-40, Лозово 71-98, Маврово и Ростуше 28-58, Македонска Каменица 52-55, Македонски Брод 67-49, Могила 69-04, Неготино 54-31, Новаци 73-70, Ново село 44-05, Охрид 48-23, Петровец 54-22, Пекчево 59-60, Пласница 35-54, Прилеп 45-34, Пробиштип 65-75, Радовиш 39-28, Ранковце 66-29, Ресен 45-65, Росоман 71-75. Добра, тоа беше дел од пресконференцијата на Државната изборна комисија. Сега ваквата излезеност каков индикатор ни дава? Практично сега во децимали рачунаме нешто послаба излезеност од минатите избори. Значи, тоа што го зборевме, дека практично ќе биде на ниво на минатите локални избори. Веројатно и резултатот ќе биде отприлика таков, со тоа што очигледно е дека она што денеска ние се нарекува како најголема опозицијска партија, ќе се најде во сериозен проблем, бидејќи досегашните 5-16, ако не се лажам, општини, веројатно ќе се истопат, во дел од нив ќе ја загубат, така да нивното политичко пропагање е процес кој продолжува. Да, сакам посебно да го изанализираме Скопје, меѓутоа претходно изјавите кои што во текот на денот ги дадоа лидерите на политичките партии, дел од кандидатите за градоначалници. Очекувам 30 годишното изборно искуство да се повтори. Значи очекувам пристојни, фери демократски избори. Малку е покомплицирано, на прв поглед има повеќе листи, но според мене тоа па и поголем демократски легитимитет на изборите им дава. Се покажа дека иако пратениците пропуштија да го сторат тоа што им е основна обврска, да ја пополнат правната празнина после одлуката на Уставниот суд, дека стравот беше безпричински. Со резултатите да прогласиме уште една голема историска победа за ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. Народот за време на кампањата, но и изминатиот период може да направи јасна разлика и мислам дека граѓаните ќе одлучат да одиме сите напред во развој, а не да се враќаме назад во оние времења кога Македонија се ограбуваше и се распродаваше. Јас сум задоволен од тоа како течеше кампањата, мислам дека имавме фер кампања, мислам дека имавме инструменти, начин да допреме до многу голем број на граѓани, да ги представиме нашите кандидати, нашата програма и сметам дека граѓаните ќе одлучат врз основа на објективни параметри за тоа кој ќе ги води во следните 4 години општините во кои живееме. Ова се важни избори за Македонија. Важно е да поминат фер и демократски. Овие избори не се важни само за локалниот момент, туку и за политичката состојба. Главната одговорност за целиот процес е на извршната власт.
Гласот на граѓаните ќе одлучи правецот на кој ќе оди општина Тетово во следните 4 години. Се надевам дека граѓаните свесно и совесно ќе се определат за најдобрата опција, за најдобриот кандидат, за да Тетово следните 4 години биде во сигурни раце. Тоа беа изјавите на дел од политичкиот врв. Рангеловиќ, од пресконференцијата претходно Државната изборна комисија чувме дека до 18 часот и 30 минути излезноста во Скопје со сите општини што се тука е 46,64%. Дали претпоставам некој очекува и поголема излезност имајќи во предвид акутните проблеми со кои што се соочуваат град, или народски кажано, ако порано програмите на политичките партии беа на ниво 6 или 7, сега од 0 се вративме. Па добро, тука има два заклучоци објективни. Едниот е или на скопјани не им смета ѓубрева по улиците, или има толку многу ѓубре да не може да дојдат до избирачково место каде што гласаат. Така што сметам дека е исклучително малку за тоа какви промени му се потребни на Скопје. И замислете, секој изборен циклус еве на локални избори, тука некаде излезноста 40% до 50%, партиите прогласуваат историска можност, историска победа, историски избори. Ке се базирали еднаш таа голема победа, историска победа врз некој чист воздух, врз некој чист град или општина во оваа држава. Кога таа историја ќе дојде на дело? Верувам дека за 4 години од сега повторно ќе седиме на масава и повторно ќе збориме за ѓубре, повторно некоја слична излезност и така натаму, меѓутоа исто ќе биде дека тоа ќе биде историска победа, голема победа и така натаму. Ова е една провокација до политичарите. Многу оптимист дека нешто ќе се промени. Па имаше еден Жак Делор, ќе се сетите, вие сте повозрастни од мене, велеше не треба да бидете ни оптимист, ни песимист, најдобро е да сте активист. Еве, јас со моите излегувања, колку толку се активирам некако, па и во делот на ѓубрето. Добро, со една забелешка, не сум толку многу по возрастен. Останади да мислам. Ве прашам конкретно за овие избори, бидејќи како што кажав, сите се сложевме многу пати, ескалираше состојбата овие избори, меѓутоа да видиме каква беше таа пред 4 години, односно на минатите локални избори. Колегата Ѓурѓовски повторно ќе го вклучам со овие информации околу тоа. Јован, те молам за една информација, ги правиме сега анализите какви се оваа година, односно до 18 часот и 30 минути излезеноста во Скопје 46,64%, меѓутоа како беше таа пред 4 години? Александар, пред 4 години ситуацијата беше за 3% поголема, односно одзивот бил 49,98 на државно ниво. Во Скопје пак одзивот бил одзивот на овие избори до 18 часот и 30 минути е 46,4%, значи Скопје го следи тој национален тренд, како што е на 46,65 на национално ниво, така Скопје е 46,64 или како што кажа од Државната изборна комисија до сега гласале до 18:30 часот гласале 803.000 гласачи. Во споредба пак Скопје на овие избори со тие пред 4 години разликата е поголема, односно пред 4 години 2021 година на локалните избори во Скопје одзивот бил 51,44%. Значи имаме некоја разлика од околу 4% за овие 4 години, односно помала излезеност, помал одзив на гласачите. Интересно тоа што го кажа од Државната изборна комисија, инаку се уште чекаме оваа мапа на Државната изборна комисија да се ажурира со најновите податоци од 19 часот, но тоа што го слушнавме досега, интересно е тоа што во скопските општини најголема излезеност има во Чаир и во Сарај 51% или 55%. Најмала пак има во Шуто Ризари со 35%. Останатите општини Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓурче, Петров, Карпош и Кисела Вода сите се од 41 до 49%. Тоа е интересното што во Чаир и во Сарај има најголем одзив на гласачите, односно 51% и 55% од гласачите излегле да гласат. Ќе повторам уште еднаш, во споредба со од пред 4 години имаме за 4% за 5% помала излезеност во градот Скопје. Јован, ти благодарам за овие информации. Тарзовски, излезеноста во Скопје е помала од претходните избори. Дали тоа е за вас како аналитичар е изненадување? Уште еднаш во истиот контекст имајќи во предвид акутните проблеми кои што ги имаме во градот и очекувањето дека тоа ќе мобилизира поголем број на гласачи да излезат и да гласат за нов градоначалник и совет. Решавањето на проблемите не треба директно да се корелира со излезноста.
Македонија се соочува со нефункционални општини. И со градоначалници и совети кои не ги решаваат проблемите на граѓаните. Ние, како што рече Иво, повторно и повторно сега се враќаме на едни рудиментарни прашања, а тоа е дали ќе имаме чист воздух, не чист воздух, дали ќе имаме вода воопшто, дали ќе имаме дали има кој да го собере ѓубрето и така натаму. Затоа реков од ниво 7 или 8 на 0 се вратиле, се од почеток да почнеме. Се вратиле на 0. Но тоа не влијае. Тој е проблем и на поставеноста на општините. Ние имаме премногу општини, имаме општини кои имаат 3000 жители. Те не можат да соберат пари за извинете на израз за тоалет хартијата во општината, камоли за некаква посериозна инвестиција, тоа треба да се смени, треба да се направи фискална децентрализација. Односно вистински да влезат, да можат општините да подигнат комунална такса, да не се финансираат само од комунали. Кога општината се финансира само од комунали, не се чудиме зашто се никнуваат згради како печурки. И треба да се смени политичката волја, односно граѓаните треба да бидат малку похрабри во менувањето на градоначалниците. Еве имавме едно искуство во Скопје, каде еден грд развод помеѓу ВМРО, ДПМН и Данела го блокираше, еве Скопје преживеа. Дојдаа следните избори, ќе дојде нов градоначалник и така. Конкретно кога збориме за Скопје. По она што го гледаме од бројките кои Јован ги презентираше. Излезеноста е поголема таму каде што има поголема неизвестност, каде има поголем притисок. Така што во обратната ситуација треба да се бара одговорот зашто излезеноста за Скопје е помала. Луѓето сметаат дека трката е завршена. Затоа не излегуваат на гласање. Сметаат дека нивниот глас нема да придонесе во одлучувачката битка. Таму каде што мисла дека нивниот глас има влијание, таму се зголемува излезеност. Ви благодарам на сите за учеството во овој прв дел од емисијата. Најтешкиот го нареков. Сега одиме со еден краток блок на реклами, а потоа Гоце Михајловски во друга дел од студиото.